И еве сме назад, не очекува нов гостин, станува збор за актер кој долги години веќе има свој препознатлив актерски израз. Тој е моментално дел од ансамблот на Драмскиот театар, но исто така еден и од основачите на театарот ПИ, театар кој што се посветува на инклузијата и секако многу работи имаме во продолжение да позборуваме на сите теми поврзани со актерската кариера на актерот Златко Митревски. Добре ни дојдовте. Добре те најдов. Добро. Ти благодарам за поканата. Златко, ти благодарам и ти што прифати и што најдовме време да поразговараме за тебе и за твојата кариера. Навистина многу работи, многу проекти периодов, нели? Да, па многу често се случува освен тој период летниот, кој е малку послободен, често ми се случува да сум како низ лавирин на повеќе проекти, затоа што сум дел од Драмски театар, дел од театар ПИ, и си бара инвестиција на време и на енергија и така да. Но е убаво што се случува. Да, и убаво кога се работат племенити работи, благородни работи, актерството е дефинитивно една од тие дејности. Еве можеме започнаток да позборуваме за најновиот проект Физика на радоста, инспириран од романот Физика на тагата на Ѓорѓе Господинов, кој што се занимава со лични приказни, минливоста, сеќавањата и уметноста како трага што останува за човекот. Ова е всушност проект на театар ПИ. Па еве поконкретно да им кажеме на гледачите за што станува збор. Така. Театар ПИ има некои веќе 15 на години работиме инклузивен театар, тоест почнавме како театарска независна театарска организација, но како што течеше време после некои 5-6 години, откривајќи таленти, затоа што работиме со лица со атипичен развој и лица со типичен развој, заедно во тој збор, да го кажам, пак и инклузивно, со вклучување на лицата со интелектуална попреченост во општеството, културата и уметноста како цело. Почнавме со театарски представи, но подосна откривме дека всушност тие луѓе имаат многу таленти во нив кои што се скриени во смисла на од една страна немаат алатки, немаат простор и немаат луѓе тука, барем во нашава држава, кои што може да им понудат место и едукација за да ги откријат. И многу спонтано се случи во некој перформанс во соработка со други уметници да откриеме дека всушност имаат еден спектар на таленти и квалитети во нив кои што многу лесно се фрлаат и многу лесно можат да ги покажат, и од таму излегоа музички таленти, например, таленти за сликарство, за фотографија, може буквално да се земе целата уметност и да се извлече од нив. И всушност затоа и подоцна почнавме да правиме како целогодишни кампањи кои што крајниот, последниот резултат е како театарска представа, но патот за да се стигне до театарската представа, сите тие компоненти што се внатре, музика, сценографија, костими, цел тој перформативен свет, всушност си добиваше некако и свој одделен печат и одделна крајна реализација со изложба на фотографии, со музички концерт, за потоа на крајот сето тоа да биде вклучено во театарската представа. И всушност оваа година, тоест овие изминати 2 години, работиме како инспирација од романот Физика на тагата на Ѓорѓе Господинов, кој што е еден многу широк
поглед на човечката душа во смисла на и насловот тоа го носи физика на тагата. Во еден дел вика дека всушност убаво е минливоста на тие малите работи, на тие микро делови од нашиот живот кои што се некако многу поважни да се покажат преку уметноста, отколку тие големите работи што човештвото ги има создадено, од типот на пирамидите, од типот на мислам и убавите и лошите работи, и војните, сите тие големи историски во историјата информации што ги имаме, а всушност многу малку има по фиоките во историјата за микроелементите за малите луѓе, за минливоста, затоа што човекот на крајот на криштата е најминливото нешто. Точно, и тие размислувања на Господинов се навистина фасцинантни. Всушност од неговиот роман Физика на тагата, па вие го направивте Физика на радоста. Па да, во некоја смисла, затоа што кога ќе земе да се измери тагата и покрај сите тие лични приказни на лицата затоа што романот не е само инспирација за драматизација на делото, е всушност внатре земаме некои лични истории, лични приказни на лицата со попречености, со типичен или со атипичен развој, и потоа ги обработуваме, доработуваме и ги представуваме, ги правиме како театарска представа, но всушност тоа што преостанува на вагата кој ќе се измери тагата е радост. Так. И некако така ни дојде инспирација за наслова. А колку лични приказни и лични искуства се вградени во Физика на радоста? Кажете ни подетално околу самиот или концепт. Да. Па некој принцип кој што почнавме да градиме уште од доста време авторски театар е всушност има еден момент на терапија, на пронаоѓање на некоја емпатија низ лични приказни, низ лични да ги наречам исповеди во еден пат низ актерски вежби кои што ги правиме со децата со кои што работиме и со повозрастните. И всушност низ сите тие лавиринти се откриваат и луѓето имаат потреба да споделат нешто што е лично, нешто што боли, нешто што сакаш да го споделиш со другиот, нешто што ти буди емпатија кај другиот, нешто што е туја човечка болка па станува твоја. Мислам, и тоа е некаков и начин да се роди таа емпатија за да ја препознаеш болката во другиот. Некако низ тоа споделување, затоа што театарот е колективна игра на крајот на криштата, се стигнува до па и некакво прочистување всушност. Олеснување кога ќе се сподели, да. Колку Златко ваквите проекти, представи допираат до публиката? Ете, спомнавме дека 15 години веќе Театар Пи постои. Какви се вашите впечатоци од почетоците до денес во однос на инклузијата, во однос на публиката? Секогаш има неколку страни, колку некој уметничко дело воопшто допира до некој и до кого се допира, и особено кога се работи со лица или со атипичен развој, затоа што нашето општество е се уште до некаде затворено, не знам дали е точниот збор, но можеби незапознаено со различниот. Сепак секој од нас е различен по различен начин, но некој се доживува како малку повеќе различен од некои општи стандарди човечки, да речам. И сега тука има две страни. Едната страна е што разликата од порано до сега е што многу повеќе, затоа што секоја година речиси правиме, не речиси буквално секоја година имаме реализираме некаков проект со лицата. И веќе
е доста по-расширена таа информација дека всушност има нешто, некој кој што работи со тие лица. Тоа како информација го има, но не е доволно, например, можам да кажам дека има недоволна посетеност на проектите на представите. Има луѓе кои што најконкретно и најбуквално ми кажале као супер, многу го поштувам тоа што го работите, ама не можам да гледам, ме погодува и ме боли. И во тој случај прашањето ми е па тоа е супер, зашто не си дозволиш да осетиш таа болка или таа отказна што ќе ти разбуди, има доста предрасуди околу тоа, знаеш. Да. Тоа едно и од друга страна има и реакции како што може тие луѓе да прават, знаеш. Можат многу да прават. Имам примери кои што се зачудени, јас и ден денешен се зачудувам на некои работи. Има моменти кај што за месец дена едно од децата кои што доаѓа со аутизам научи да свири пијано и тоа не е да дрнка, него да свири Сати, Шопен и поедноставните ствари, но ги научи. На последниот концерт ги свиреше заедно со професионална на виола, верче. Исто така и многу изложби сте имале каде што буквално преубави слики, буквално уметници имам. Да, па тоа сакам да кажам дека има доста предрасуди и најчестите посетители е тесниот круг на фамилиите на тие луѓе кои што работиме. Наши блиски пријатели, уметници така натаму. И тука морам да спомнам, има луѓе кои што ете ќе решат да дојдат и потоа има прекрасни коментари и преживувања од нивна страна. И емотивни, и свесни, дури и во политичка смисла на делување на тоа што го гледаат, што се случува. Така да има, но сметам дека се уште нашето општество како да не е спремно на такво нешто и е многу тешко да се промовира меѓу другото. Луѓето сакаат популарна култура, луѓето сакаат нешто да ги насмее, луѓето сакаат забава минлива, сакаат медиуми брзи, реклами, серијали, телевизии, такви работи. Сето тоа е окей, но мислам дека човек треба да посака да продлаби малку подлабоко. Златко, кога станува збор на овите проекти, што на што следува со Театар Пи? Тоа што е за тоа што збориме, нели, за физика на радоста. Овие фотографии се што течат се всушност од концертот и изложбата која што ја реализиравме во Ѓорче културниот центар. Со професионални музичари, едукатори со кои што имаше работилници музички и фотографски. Следува од утре треба тоа да тргнеме да го реализираме, па во еден момент да се отвори, се пренесува изложбата на фотографии во Мала станица во Национална галерија на Македонија. До кога ќе биде? Мислам од утре, од утре би требало да почнеме да ги местиме и од наредниве 2-3 дена, немам точна дата да кажам, но да речеме дека... Во текот на јуни ќе биде? Да, ќе остане можеби 10 дена. Така, добро. Па ете да ќе знаат и нашите гледачи да може да поминат. Може да се погледне во Мала станица во Национална галерија, во една од салите. Ќе бидат поставени има околу 60 на фотографии во секакви големи формати и така натаму, во кои што се дел, нели, дечки со кои што работиме и така. Значи ќе биде само тоа. И потоа на 9 во моментов течат активно проби за театарската представа. На 9 јуни од 7 часот ќе има премиера на театарската представа, во која што всушност ќе биде вклучена и музика на живо од самиот концерт, музиката што беше и крајен перформанс, театарска представа со дечкиве на таа тема и со тоа ќе го комплетираме овој проект. За понатаму предстојат соработки со театарска организација од Германија, со која што ќе почнеме да работиме
Исто со од Полска и од Чешка сме во некои преговори да почнеме да соработуваме заедно. Па одлично, баш убаво Да, се проширува приказната некако малку и надвор од Македонија. Да, што е многу важно, нели? Да. И вие сте многу посветени сите овие години во градењето на Театар Пи и ова што спомнавме дека убаво е секој да дојде, да посети барем една представа. И јас имав можност исто така и се менува перспективата од секој аспект, внатрешно, во размислување, во една посебно чувство се случува во нас кога ќе погледнеме представа токму на Театар Пи, така што еве ги покануваме нашите гледачи и на 9 јуни. Локацијски каде ќе биде? Во Центарот за култура во Ѓорче. Добро, ете, знаат и гледачите каде да во 19 часот да бидат дел од представата на Театар Пи. А кога сме кај представите, неизоставен дел е да спомнеме дека фантастично ги изигра исто така и представите во Мачки на глава, во Драмски театар, Куршуми над Бродвеј, делци од Драмскиот театар, па ете можеме повеќе за тоа да спомнеме за градењето на тие улоги. Токму во Драмскиот театар. Следствено на тоа, зборуваме дека публиката некогаш не е подготвена на тешки теми, но секогаш театарот поставува важни теми, ако ништо друго. Така е случајот и со представите во кои што ти играш. Да, па еден театар како Драмски театар, како национална установа и така постои во изминативе години и треба да продолжи да се развива во таа насока, да има представи за сите, ајде така да го наречам. Значи еден таков театар треба да има комедии, треба да има абсурд, треба да има жанровски различни представи, треба да има сериозни трагедии, класика, драми и така натаму. И е убаво да има театарот да понуди представи кои што се за забава и представи кои што се за да привлечат публика, но од друга страна исто така добро да има на сериозни теми со кои што нели може да кореспондира со денешницата и темниците кои што постојат во светот во моментов, затоа што И фасцинантно е дека станува збор за дела и автори кои што и ден денес се актуелни и третираат теми кои што како да се пишувани сега. Па да, обично нели кога се поставува театарска представа во кај да е и во кое време да е, нели екипата, режисерот и концептот на текстот кој што се поставува треба да говори и да поставува прашања за денешницата во која што живееме, што се случува на одредена тема во моментов. Да. Барем да поставува прашање и да го прави по начин по кој што е провокативен за публиката и за самите изведувачи, за актерите. Апсолутно. Еве, во време на брз живот, брзи информации, дали театарот се уште има мог да го запре човекот, да го натера да размислува? Па мислам дека за секогаш ќе постои тоа нешто. Колку и да оди технологијата напред, колку и да се сведува мислите, веќе се толку контролирани, толку брзо одат со сите тие рилси, кратки видеа и целата дигитализација на светот, сепак ништо не може да замени кога имаш комуникација на живо, затоа што актерот е еден жив, мислам, целото театарско дело е една жива материја која што директно комуницира со човекот. И мислам дека тоа дури да се стигне до холограми и така натаму во технологијата, не заменлив е. Исто како и музиката, исто како и операта и балетот, сите тие уметности кои што на живо можеш да ја префрлат таа преку магија. Да, преку некоја рампа, таа магија, таа емоција, тие мисли. А Златко, после толку години на театарската сцена, различни улоги, како оди тоа подготвување на улогите, на тие различни улоги, буквално шарање по различни карактери? Па секогаш е различно и затоа не е единствена причина, но затоа ја сакам многу професија, затоа што не
знаеш некогаш да влезеш во некоја рутина, нешто што ти е полесно научено и така натаму, но често гледам да излегувам од тие веќе познати патерни по друг начин да се стигне до некоја улога, затоа што секој карактер е различен и штета имајќи ја таа шанса да преживееш да доживееш еден живот, една плюс во фиоката, еден плюс карактер, да го прерипаш тоа и да го направиш така како да се изигра. И секогаш е различно, затоа што секогаш ти каков и метод да имаш, каков и начин на работа да имаш, патот е секогаш различен затоа што прво е колективна работа, со различни колеги работиш, различни режисери и тоа што ти се нуди како улога, каква и да е провокативна затоа што почнуваш од нула секогаш. Некои улоги ти се лепат одма затоа што се асоцираш со нив, ти се полесни можеби. А има некои улоги што ти се поддалечни, си викаш сега, што правам со ово, кој е ово и да. И тука почнуваш нели во целиот тој процес да длабаш, да копаш и така. И да се пронаоѓаш и да внесуваш нешто ново. Да, секоја улога ти носи нешто поразлично. Така е, голема посетеност на публиката. Ете, последно ја гледав Мачки на глава. Фантастични сте сите, цела екипа, Куршуми над Бродвеј, добро ќе ве насмено. И во целата таа комедија сепак има абсурд, има се по нешто, нели? Да. Така што ете, ги покануваме и гледачите секогаш да одат во театар, па да си видат што има на репертоарот на драмскиот театар, секако и на останатите. Златко, ете, полека ќе привршуваме, но во секој случај она за што првично си тука е да најавиме премиерата на новата представа на Театар Пи на 9 јуни. Така. Да. Така што, ете, мислам дека сите детали ги кажавме, ако пропуштивме нешто, слободно дополни. Па не, окей сум, да. Си Све спомнавме. Па си кажавме тоа што треба, да. Така. Ти благодарам многу за овој разговор. Ти благодарам што ме покани. Почитувани гледачи, Златко Митревски, актер и коосновач на Театар Пи, денеска беше дел од неделниот микс. И денеска заедно се дружевме со вас, со моите гости, благодарности до моите колеги кои учествуваат во креирањето на емисијата. Ве поздравувам и ви благодарам што следите култура во овие времиња каде што, знаеме колку е целото темпо брзо и други се приоритетите, а секако ќе ве поканам да ме гледате во следното издание. Довидување.